Ова е Ивана. И ова е Јана. И вие гледате нашата прва епизода. Здраво, дечки, искрено не знаеме како да почнеме уствари. И прво пред да почнеме, ја би сакала да ви кажа едно огромно фала за сите што не поддржахте и што не пишахте нешто убаво. Стварно фала ви многу и това ни е многу голема мотивација. Надеваме се дека нема да ве разочараме, така да изгледајте го ово до крај и пишете ни како ви се свиѓа и што би Други можеле идеи да што смениме. сакате да гледате. Искрено одлучивме оваа епизода како прва да ја посветиме малку на запознавање на концепто и да не запознаете малку нас, пошто верувам дека има многу од вас што не знаат на лик или како Јана и како Ивана, ама не знаат нешто повеќе за нас, така да ја мислам дека треба ние прво да се представиме. И секако ќе ви го представиме концепто, ќе ви кажеме нешто подетално за него и ќе обработиме некои две теми што секако се обемни, ама нема да се задржуваме толку многу на нив. Ќе почнеш ти со представување? Здраво, дечки, јас сум Ивана Михаиловска. Кој ме знае, знаеме. Ја имам 15 години, јас сум прва година средно, уча општа, тука, у Каменица, играм кошарка, многу екстровертен човек, многу сум смешна, това го заклучувам самата и со свето околу мене. Да не ве многу замарам, Ивана си е Ивана. Можеме да продолжиме со Јана. Здраво, дечки, јас сум Јана Димитровска. Јас сум 16,5 години и сум втора средно, исто тука општа гимназија у Каменица. Одам игрорна, fun fact, одам игрорна веќе 11 години. Волонтера сум у Црвен крст и генерално сум у сите возможни во наставни активности што мога да ги најда. Исто. Да, исто. Мисля дека това беше и причината зашто се зближихме толку многу за толку брзо. Чисто сме исти, буквално. Да, и јас сум екстровертна личност и имам проблем со бирање на информации што ќе ги споделам со сите. Се споделуваш, и текне се. Да, ја Нема перде. некако стварно споделувам се и особено тие што ме следат на вториот профил. Мисля дека како да живеат со мене, некако веќе така ги гледам, пошто стварно знаат многу работи за мене. Така да, ако имате некои интересни прашања што ви интересираат поврзано со нас, слободно пишете ни, ние секако ќе се потрудиме да одговориме на сите. Денеска од тие прашања што ни ги пишахте, ќе пробаме да ги одговориме сите, мада издвоихме некои што се повторуваат највеќе, што ќе им обрнеме највеќе внимание на нив, па ако имаме време ќе одговориме уште некое. Првото прашање е како дојдехте до таа идеја. Ја мисля дека Ивана треба да го објасни ова. Значи, оваа идеја, како ни идеме до оваа идеја, това беше нешто најрендом да го кажа. Буквално ние си одехме од дебата, оти се дружа со сестраи, како што знаете. И буквално рекох, одех си дома после това, она ми беше кажувала повеќе пати дека сака да почне нешто такво. И ја викам, Јана, ја и ти почнуваме од утре подкаст. И она ми вика, ајде. И ние од тука почнуваме цела недела, ангажирани. Оправаме се, звониме. После наредната недела почнуваме со постари да ни помага, повозрастни да ги каже. И почнуваме сериозно да размислуваме на таа тема и стигнаваме до тука, па после ќе видиме. Да. Искрено, многу добро што ми спомна за подкаста. Пошто реално да не ми спомнеше, немаше денеска да сме тука. Да, добро е. До мене, дечки. Да, до не. Од вие две се споите. Дечки,
Не знаеме ни ние. Како што ви кажаваме, многу сме слични, буквално одиме на исти активности, Црвен крст, одиме заедно, одиме на дебата заедно. На тие школските активности што оди она, оде и ја. Така да, Да, плюс живееме многу блиску и од многу маленки сме се знајали. Не сме се дружили, ама сме се знајали. Плюс у Каменица реално нема кој не се Да. знае еден со еден, така да ние секако сме се знајали, само ни требаше многу малку за да се зближиме и да почнеме реално. Така да што е поентата на овој профил и што ќе има следно, каков тип на што ќе има следно, каков тип на видеа? Па најчесто сигурно ќе дискутираме некои теми што реално ги интересираат средношколците, тинеџерите, младите генерално. Секако ќе си правиме секоја епизода по некој TikTok тренд. И ако има интерес од ваша страна, ние размислуваме после некое време да почнеме да викаме и гости, така да ако сте заинтересирани да гледате некој кај нас, слободно пишете ни, а ние ќе размислиме убаво на таа тема и може стварно ќе видите некој кај нас. Следно прашање. Што ве мотивира за се? Искрено, ние разговараваме на тоа што не мотивира. Буквално ние се мотивираме една со една или па самите по себе си се мотивираме најреално. Да. Искрено, мене, верувам и дека и тебе те мотивира рекламата што ја направивме на подкастот. Да, предобро. Пошто реално ние одма штом одлучихме дека ќе го правиме овоа, одма кажахме на сите, споделихме секаде, отворихме ги профилите, буквално само што рекохме ај ќе правиме подкаст, за пола сат ние го имавме профилот секаде, објавивме секаде на сториња и веќе кога ти си се испромовирал толку многу, нема откажување. да, поголем срам е ако се откажеш. Поголем срам е ако се откажеш него ако продолжиш. И затоа мора да продолжиме, пошто реално ќе биде многу голем срам ако се откажеме сега. Како успевате да балансирате слободни активности со школа, особено кога почне сезона со тестови? Па види, не успеваме. Особено кога имаш многу воннаставни активности, проекти на кои си ангажиран и тестови е многу голем проблем. И мора многу добро да си го организираш времето, или да не спиеш, или да се откажеш од нешто повремено, за да можеш да стигнеш се. Не е ништо страшно ако не стигнеш се, ама верувам дека со добра организација на време се стига, така да успеваме да постигнеме се со тоа што само добро си го организираме времето. Согласуваш ли се? Дечки, значи, углавно, ако сакате да значи со сезоната на тестови стварно тогаш е се превртено, немаме место за ништо, тогаш ќе мора барем да се откажеме од нешто, барем за одреден временски период, да речеме за 2 недели да се откажете. Например, според мене нема да одат 2 недели на тренинг. И ќе пробате да не го правите това нешто одреден временски период, за да имате време да учите или што и да правите. Да, само поделете си ги активностите кои са ви приоритет и кои не са ви приоритет. Школата секако мора да биде приоритет. И кога ќе си ги поделите активностите, многу полесно ќе можете да се организирате и многу полесно ќе можете да одлучите уствари што нема да правите у тој одреден период од време. Замолуваат не да думаме стандардно, за да разберат сите. Океј, дечки, сега ќе зборуваме на литература. Добро, дечки, сега ќе зборуваме на литературно. Не, реалноста е дека нашиот дијалект е многу специфичен и не е до толку. Па не, ама многу лошо акцентираме и ја верувам дека баш ради акцентирањето не може да не разберат многу. Добро, ќе зборуваме. Следно прашање. Јас ќе се потруда искрено да биде колку што
колку што мога да акцентирам точно и да се изразувам стандардно, ама не ветувам ништо искрено, пошто реално дијалектот од секогаш ние си думаме на дијалект и сега е многу тешко да Вградено е кај нас. Да, вградено е. Едноставно многу е тешко да го исфрлиш сега. Мисла, верувам дека после некој време ќе се искорени. Ако стварно се потрудиме, ама искрено не мога да се труда многу. Ја мисля дека може да почнеме со првата тема за оваа епизода. Confidence tips. Одлучихме да дискутираме оваа тема во првата епизода, затоа што реално за тие што не знаат дека имаме и двете многу голема самодоверба и тотално немаме срам да направиме ништо или не се размислуваме многу што ќе кажеме, пред кој ќе кажеме, ако сме сигурни од тоа што го правиме. Така да ја мисля дека ние двете сме адекватни за да дадеме некој совет на таа тема. Согласувам се. Па ја мисля дека ти треба да почнеш прва. Значи, дечки, совет од мене, вие да си направите vision board. Значи, буквално стварите што сакате да ги остварите, буквално само ги запишајте некаде и fake it till you make it. Буквално confidence доади од внатрешното кај вас. Баш убаво што Ивана кажа за vision board, кога ти на лист хартија ќе запишаш кој ти е според тебе идеалниот стил на облачење или каква коса сакаш да имаш, дали сакаш кожата да ти е почиста, какви оцени сакаш да имаш, како да ти е испланирано времето, што сакаш да тренираш. Кога ти се това ќе го напишаш на лист или ќе го преку слики ќе го доловиш на vision board, како да правиш договор сам со себе и почнуваш поленка да ги исполнуваш, затоа што секој ден го читаш тоа лист или секој ден ги гледаш тие слики, почнуваш да го исполнуваш това и кога го исполнуваш това што си го замислил дека е идеалното, ти почнуваш да добиваш многу поголема самодоверба у себе, што според мене е многу ефикасно и функционално. Да, ама не секогаш confidence доади од надвршните карактеристики. Вие како се представите у некое друштво или пред некој, това си е вие како се понашате. Ако вие се понашате дека сте confident, това вие самите се правите. Така ќе ве перцепираат, да. Ако ти пред некој се покажеш дека си ранлив и дека си многу поосетлив или дека не си сигурен во себе, верувајте дека другите ќе го искористат против вас. Баш тие точки ќе ги погаѓаат. Да, баш това ќе го искористат против вас. Така да гледајте и да не сте самоуверени. Гледајте да се представите пред сите дека имате огромна самодоверба и дека сте сигурни од тоа што го правите и дека сте најдобри од тоа што го правите, така ќе ве гледаат другите. Затоа што како што се гледате вие самите себе, така ве гледаат и другите вас. После се представите, дечки, вие да се представите како да сте insecure, да се осеќате цело време неконфидент. Това се нашите совети. Искрено не знам што конкретно да ви кажа. Ја искрено не знам од дека е мојата самодоверба. Не знам стварно дека ми е самодовербата, само одеднаш кога се појави. Ја како помаленка стварно немах самодоверба за ништо, тотално за ништо. Сите сме били на местото дека ние немаме самодоверба, ама таа самодоверба вие си ја самите, да, и до облачењето, што вие ако се облечете убаво и сега вие ќе речете дека имате повеќе confidence, да. Ама вие това си е унатре. Ако си го правите вие confident и у пижами ќе сте confident. Ивана, не. Да. Добро, ја не се согласувам со Ивана. Види, има разлика. Ти кога одиш на школо, класичен пример, ти кога одиш на школо, да речеме, у тренерки и у дуксер, у шо изгледаш огромно и косата ти е меси, фацата ти е хаос и едноставно, барам за мене лично, кога се погледнам во огледалото и немаш мотивација да направиш нешто, немаш мотивација. Ама кога ќе стана порано и ќе се среда, и ќе се става маскара за школо и ќе си ја среда косата. Става обитки, ќе си ја
ако ми до толку мрсна косата, ќе си направам сликбек, ќе облечам ни фармерки. Ќе облечам некоја ролка или ќе облечам некоја блузичка, джемперче, палтенце кога ќе се среда за школа. Леле, јас сум чист пример. Не е средување, ама онака да се средиш за да си окей, да изгледаш окей. Многу поголема самодоверба имаш и многу поголема мотивација имаш за И това, цел ден да правиш да, нешто да бидеш продуктивен. Така да кога ти од надвор изгледаш убаво, самиот се чувствуваш прво поубаво, имаш мотивација да правиш било што, да си попродуктивен. И колку повеќе го правиш тоа, толку повеќе добиваш самодоверба. Ја мисля дека друго нема што да кажеме на таа тема, затоа дај да продолжиме на втората тема, што на кратко ќе ја обработиме и неа. Втората тема што денеска на кратко ќе ја продискутираме е TikTok трендови. TikTok трендовите има многу опасни и окей TikTok трендови. Како што знаеме, у последно време, у последниот период, тај Супермен TikTok трендо, сите што се сеќаваме што се беше нешто издешавало по светот. Се беше издешавало. Беа кршили раце, нозе. Знаеш, кога направат така и рипнат два-тројца и знаеш не може да ги фанат од и они рипаше од маси, од столови, од повисоки нешта. И се беа многу деца повредили. Исто така има многу TikTok трендови што те навлачат на лоши ствари. Да. Ја лично кај мене на For You константно ми излазат млади момички како нас, буквално тинеџерки, што изгледаат како супермоделите од Русија. Не супермоделите од Америка, супермоделите од Русија. Супермоделите од Русија се анорексични и имаат по 30 кила со се кревето и изгледаат страшно. И има еден куп момички кај мене на For You што изгледаат онака страшно. И се осеќа дека се дебели, а они буквално коски и кожа. Да. Анорексични. И некако според мене трендовите одат од крајност у крајност. И секоја недела имаш некој нов тренд што реално не може да се постигне. Според мене TikTok колку што е корисен, толку е штетен и милионер да си, милијардер да бидеш, не можеш да постигнеш се што ти сервира TikTok да го купиш или да го направиш или било што слично. Пошто TikTok оваа недела на мене на For You ќе ми излегнат фармерки од Zara. Ја да купувам ги фармерките од Zara, купувам 3 пара фармерки од Zara да си имам, истите. Наредната недела они веќе не се у тренд. У тренд се не знам, нешто друго, да речеме, некоја од Нью Йоркер блуза. фустанчето или таа сукничката светкавата од Нью Йоркер. Сите одат ја купуваат од Нью Йоркер. Лабубото, Дубај чоколадата, што ги сите знаеме. Буквално. Мача. Bubble Tea, буквално Bubble Tea ради TikTok се прослави толку многу и беше се на еден месец вирално да пиеш ти Bubble Tea, сега веќе реално никој не пие Дубај Bubble Tea. чоколадата. Да, Дубај. Илјадарка и у Дубај оригиналот чоколадата ви е 1000 и нешто. И ако не и повеќе. Една другарка да ја спомнувам, си беше купувала чоколада од Дубај, прескапа за чоколада, ја толку пари да дам. Нема шанси. Ма каква сака нека Ма за Милка на мен пари не ми се дава. Жими се, онака ја Милка веќе не си купувам, пошто малку претеруваат, ама претерано. Нема да дум. Да, реално това е многу обширна тема и мисля дека ние не сме рипнаваме на друга тема. Да, ние го немаме кредибилитетот да дискутираме на таа тема, ама стварно 1000 денари за Дубај чоколада да дам за тоа што е вирална на TikTok реално не. Така да, според мене, TikTok трендовите можат да бидат многу корисни, ама одредени. Да, има и многу мотивациони TikTok трендови на TikTok. Буквално TikTok трендовите можат да ви помогнат за да си изградите самодовербата.
Само ако знаете да процените кои трендовите може да бидат многу безбедни, окей, ама ако можете да процените уствари кои може да бидат и многу опасни, само треба да знаете како да ги избегнувате тие што се опасни. Ја мисля дека ние ги објаснивме таа тема и се задржавме. Да. Реално, ние ќе рекреираме тука TikTok трендови што на нас се ни излазили на For You, ама ќе ги рекреираме, ќе ги правиме тие TikTok трендови што мислиме дека се интересни и забавни за гледање. И неопасни. Да, и неопасни, што се безбедни за нас. Мислам Нема дека сигурно да се фрламе тука. Да, и да кршиме раци и нозе. Да рушиме, не знам. Да. Така да. Мисля дека сите го знаеме трендо he is a 10 but. Да, 10 ама. Ние денеска го питахме чат GPT да ни напиша некои како се викаат? Некои he is a 10 but. Да ни напиша некои класични работи како 10 ама и онда ни напиша некои класични работи што може да ги има било кое машко и ние да ги рейтаме. Значи 10 ама има 87 непрочитани пораки и вика немам време да пишам. Види. Не. Hear me out. Не. Јас сам иста. Ако ми се јавиш, ќе ти се јава, ако ми пишеш, нема може да ти врнат во дена. Ама не дозволувам пораки да имам. Ама така гледа сега, па се фата телефонот толку. Да. Нема никој толку работа телефонот да не фата. Сега у овај век сме што телефонот ни е у раката 24/7. Не може 1 сат од денот и да не фанеш телефонот. Да. Ти што мислиш колку е? Да не права хипербола, да не преувеличувам. 6. Ма какви 6 бре, 3? Добра, ајде 4. 10 ама ќе ти удари син и после ќе објави стори со другарите. Ау, кој сме? Минус 15. Минус 25. Буквално минус 25. Не е можно. Недозволиво. Види, ако има причина за ти на мене да ме оставиш на син, нема причина да ме оставиш на син. Извини? Who is you? Не, само ќе објави стори со другарите, мен нема да ми врне на порака. Не, нема многу да коментирам, оти ќе се изнервирам. 10 ама пита дека си, каде си и одговора не го чита 3 сати. Види 4. Која е поентата да ме питаш? пишаш? Да, која е поентата да ми пишаш дека си и после да не ми врнеш? Нема поента. Нема логика. Зашо ти интересира ако не одговараш? 4. 10 ама ти го гледаш дека е онлайн, а он ти вика па немам батерија нешто. И да ти враќа, а он е онлайн. Не. 0. Минус под нулата. Под Значи, нулата, нула. не, страшно. Значи 10 ама 10 ама праќа снап само од тавано, буквално, така од зидот слика. Не. Дечки, значи треба ни full face малку. Не си праќам, не си снепам со никој. Не, стварно на снап. Не. Не, за снап реално биди малку креативен, биди малку стварно интересен. Прати што правиш човек. Не можеш цел ден да лежиш у кревет и да ми го праќаш тавано. Слика ми барем паначо да видам. Да, барем паначо. 10 ама он е многу sweet, знаеш. Ама пиша како да е од 2014. Машките скоро Да, машките сите си пишаат онака. Да, сите онака за нив времето како да е застанало у поглед на пишање. Да, окей ми е. Да, окей ми е на мене. 8. 10 ама 10 ама ќе ти напиша, знаеш, ја ода да спие добра ноќ и после пола сати го гледаш дека онлайн. Онака. На TikTok или Instagram? Зависи. Дека Дечки, да. значи ја така правя, ја кажа На сите. Инстаграм, човек на Инстаграм. Па на Инстаграм не, значи на TikTok ајде ти као На знаеш. TikTok ајде ти јас спија на TikTok. Да, као идеш, кажеш лека ноќ и после идеш на TikTok малку Да, да и одмориш и скролаш. се заспиеш 15 минути.
Ама на Инстаграм да си активен, па да викаш добра ноќ. Не претервај. Те молам, не. Да. 10 ама држи го телефонот на 1% и живее како да е на Божја сила. Леле исто, јас сум иста, буквално јас сум ово И ја, моментално. те сега покажи телефонот колку ми е проценти. 15%. 15? И јас знам дека ти ќе излегнеш со 15. И со 15 ќе излегнам. И јас знам дека значи сега на не мене може макнам. телефонот да ми е 30%, ја цела вечер, а телефонот ми се празни урокот пола саат. Да. Ја цела вечер ќе се мола на Господ тој 1% да издржи до дома. Топ, уживај. Де- Само ми 10, бе, одговори, 10. уживај. 10 ама. Он ти вика, Микрофон си не направи. сам гладен, најако. Он ти вика, не сам гладен и ти го изеде после пола јадење. Никој да не ми дире јадењето. Да. Значи, јадењето ми е на мене живот. Особено ако е сладко. Да, не може. особено да е бурито. Но особено да е пица. Бурито или било какво месо. Леле месо. Сееш да пипнеш. А не- 10 ама, кога ќе му пратиш поголема порака, он ти пиша, аха, и толку. На кој бе ти аха? На кој? Не. Колку ти се јаде текот од 1 до 10? Од- Кажи. Од 1 до 10 кажи ти. 10 ама одговара брзо само кога му треба нешто. А, Нула. Кој си ти бе? Не. Никош нема да му Не, завршам, ако стварно. пише само за услуга. Глупо. 10 ама на камера е убав, уживо acting like NPC. Дечки, и јас сум NPC. Ти си барем смешна. И јас сум барем смешна, дечки, јас сум NPC. Ама сум смешна. Шала се, дечки, не сум NPC. Не ќе ја многу Четири. мразам ја NPC. Не, еден. Не. Да. Укринчо. 10 ама има 16 години и прави му обет како да има брак позади себе. Значи, Calm down. дечки, Значи, 16 години сме. дечки, значи живеете малку. Де сега нема се жениме? Мисла, нема се жениме. Ќе се жениме некогаш, ама не сега. 10 ама вика ти дека го сака твоето друштво и никогаш не се поздравува со нив. Никогаш, никогаш ни здраво не кажува. Не, на мене ми е најбитно да се поздравам со моето друштво. Да, исто. Ама ти Ако не го сакаш моето друштво, некаш ми и мене. да, некаш ми и мене. И бегај. Бегај. 10 ама вика, знаеш, не ми е битно, не ме е гајле и се нервира ако не му се јавиш или ако не му врнеш. Добро, Па треба да се нервира. па треба да се нервира, ама добро, това е класично. Това е класично, што знам, 9. Има омилена песна, ама никош не ја пушта за тебе. Знаеш, никош не ти ја е пуштил да ја слушаш. Не ти ја ни кажува. Може. Исто ми свата. Па на мене ми се исто фатал. Ти ја кога се запознам со некој, ја одма му кажувам која ми е омилена боја, која ми е омилена песна, која мисла не е една боја, од Па јас дај сум на многу мене. надлучна личност. Ама ја одма на сите им баш пред го кажав това дека ја не бирам што ќе каже, некој ќе каже, ја кажувам се. И ти на мене да некој се ми кажеш, некој се ми ја пушти својата омилена песна. Па да, ама Някак се налутам. ама ако го питам и ако не ми ја каже, а иначе така ако Па мене и без да ме пита некој, па јас се кажувам, знаеш која ми е омилена песна? па и јас така кажувам. Ева, Ама тоа. треба да ми каже, знаеш на мене која ми е, те оваа ми е. А не ја да го молам. Цело време те гуши, ај да се сликаме, ај чекај да сликам ово, чекај да сликам оно, и на крај ништо не објавува. А направи милион слики. Па топ за меморис. Што бе за меморис? Па Ке за ме меморис. влечка он нагоре надоле, дој да сликам и на крај. Исто сум. Не. Ако не Од објавам, се- нема фајда. Ако ме знаете, ја цело време сликам, снимам. Буквално што и да направите, сликам и снимам една вечер, мога да направя 20 видеа. Не мога 100% право. Вика, дека, знаеш, ке ти објаснам, и не ти објаснам, никош не ти објаснам. Нула. 10 ама има најдобра меморија за секакви факти, значи знае да ти каже колку
природни сателити, има некоја планета што е у друга галаксија, да, буквално. А не знае кога ти е роден. Заборавате го роден ден. Бај. Макар јас сум твоја, ама бај. Мој роден ден. Мој роден ден е најлесен. Не смееш да го забораваш. Дечки, значи, Ја мисла дека за денеска е доста. И јас се надевам дека вие убаво сте си поминали. оти ние си преубаво поминаваме, многу убаво пре си поминаваме. смееме. Така да, дечки, ако сакате да гледате уште вакви видеа и епизоди, слободно ни пишете. Слободно. И пишете ни што сакате да дискутираме и да коментираме и кои трендови сакате да ги рекреираме. Макар и да се неке- некои денсови. Макар и да се Не. денсови. Макар и да се денсови. Ќе убедиме. Не се дешава. Можеме да направиме и како беше това со тортата? Hear me out, Kate. Hear me out cake. Ќе направиме и това. Ќе направиме. Да, мора. Ќе ви ставаме почесто Q&A прашања, оти Да. гледаме дека повеќе пишете на Q&A прашања неголе на у чат, у DM. Така да, Оти, да, мисля дека може да се става барем по 2 пати на неделата. да, ќе ви ставам по 2 пати на неделата за да И слободно, пишете ни кој сакате да ни е гост, пишете ни зашо сакате да разговараме, зашо Све сакате ни да пишете. дискутирате, зашо мислиме дека можеме да дискутираме ние, секој ќе го обработиме, ќе си го кажеме нашето мислење тука. Така да, дечки, мисля дека е веќе време да се прашуваме. Фала ви многу што не гледахте. Фала ви многу за целата поддршка. Гледаме се наредната недела. сакаме ве. Бај, бај.